Во над 40 објекти низ целата држава од пазарниот инспекторат тврдат дека направиле контроли. Што и како затекнале нема информација. Одговорија само дека се во координација со другите институции и дека се продолжува со проверките. Според извештајот на Министерството за економија, вкупно 22 објекти во моментов имаат важечки лиценци. 18 се за кабаре, 2 за диско клуб, исто толку за диско клуб на отворено. Од Министерството велат дека имаат и 5 барања за лиценца кои се во процедура. Но што треба за вршење на една угостителска дејност? Во законот стои дека треба да бидат исполнети минимално пропишани услови. За исполнувањето на овие услови, започнувањето со работа, угостителот е должен да го пријави во Државен пазарен инспекторат кај градоначалникот на општината и тоа 15 дена пред почетокот со работа. Секоја промена исто така треба да се пријави. Градоначалникот на општината води и евиденција на угостителските објекти кои започнуваат со работа на нивното подрачје. Води регистар за угостителски објекти. Советите во општините носат и одлука за висината на лиценцата. Води регистар за работното време. Надлежни се и за елаборатот за животна средина. Угостителска дејност во угостителски објект, ноќен клуб, кабаре, диско клуб на отворено може да врши ако обезбедил согласно од органите на државната управа надлежен за работите од областа за внатрешни работи дека се исполнети условите за заштита на јавен ред и мир и безбедност и во сообраќајот. Лиценцата пак ја издава Министерството за економија по претходно поднесено барање. Сето ова го пишува во Законот за вршење на угостителска дејност. Објектот во кој се случи несреќата бил регистриран за лесна индустрија и така работел 15 години. Ова вчера го кажа министерот за внатрешни Тошковски. Ова значи дека така функционирал во време на повеќе влади, министри, градоначалници, директори на институции и инспекторати. А зошто досега пазарниот инспекторат не направил проверка како што се спроведува сега, Мицковски одговори. Пазарниот инспекторат по пријава постапува. Не е должен во временски период ниту по стекнување на дозволата да излезе на терен. Според извештајот на економија, во 2023 последно било дадено негативно мислење за добивање на лиценца.